Испразнетото амбасадорско столче во Организацијата на Обединетите нации во Њујорк го пополни универзитетскиот професор Љубомир Фрчковски. Тој во разговор за Глас на Америка вели дека еден од неговите основни приоритети како амбасадор ќе биде залажба за поголема видливост на земјата и позитивните аспекти на незината надворешна политика. Како и голема способност за решавање на конфликти, еден модел или школа некоја за решавање, преговарање во конфликти на идентитети, да тоа стане видливо и да може да се под наводници продаде во меѓународната организација како практично незин дух кој го стварува една мала земја во еден невралгичен регион на Европа како што е Балкан. Тоа е основната работа. А второ, генералното гласање, знаете, земја како нас, членка на НАТО и на пат на Европска унија, сајдира се вика тоа, гласа со групата на кој припаѓа, тоа е Европската унија и Соединените американски држави. Да се има амбасадор во така значајна меѓународна организација за мала држава е врвен приоритет, нешто што ќе овозможи и проширување на кругот на стратешки партнери, вели Фрчковски. И потоа еден круг на земји, билатерални стратешки партнери за нас е најважно за земјата. И можноста да создаде мрежа на пријатели да ја пропагира, да промовира својата политика, која во Македонија има и што да пропагира. Не сме ние во таа смисла земја која треба да молчи и гледа. Во однос на руско-украинскиот конфликт, Фрчковски додава дека руската агресија во Украина е кршење на повелбата на Обединетите нации, а шокот е од такви размери со што се разнишани темелите на европската и светска архитектура на мирот. Агресијата на Русија врз Украина е злосторство против светскиот мир и така ќе биде третирано веројатно од Хаг. Украинскиот народ и отпор мора да победат на крајот и да зададат еден веројатно посреден удар на овој тип на методологија со агресија и употреба на најбрутална сила да се решаваат меѓународните спорови, какви и да се. Последиците тоа ќе биде раскин на односите меѓу Русија и Европа и воопшто на долг рок. Санкциите веројатно ќе продолжат и после тоа, и после формалното завршување на конфликтот. Идниот македонски амбасадор во Обединетите нации беше назначен с указ на председателот на државата Стево Пендаровски, со кого веќе имал и средба. За сега вели не добил посебни инструкции во однос на неговото делување како амбасадор. Фрчковски очекува дека на почетокот на април да седне во амбасадорската фотелја. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски.